Парфалими. Долга концентрација, Алими 1-0. За малку не успеа Петровски. Кај Пелистер. Петров против Захов. Еден. Кој е следниот кај Шкендија? Најдобриот, најефикасниот, Ибраими. Ибраими и Петровски. Ибраими промашува цел гол. Кај Шкендија во македонскиот фудбал со 91 гол, Ибраими не постигнува гол. А сега да видиме Захов против кого? Гоце Тодоровски, прецизен. Радевски против Петровски. Сигурен 2-2. Дали е тоа Ферейра? Ферейра против Захов. Ферейра во стилот на Ибраими. Одговорно за Абдурахими. Игра на нерви, неверојатно. Ги гледате Силва и Ферейра. Абдурахими. И брани Петровски. 2-2 останува. Но и психолошката предност е на страната на Пелистер сега. По втор пат во пенал серијата. Бугаринот Ковачев ке го изведе овој пенал. Очи в очи со Захов. Ковачев, Захов. 3-2 за Пелистер. Берхан Хасани против Илче Петровски. И погодува 3-3. Важилиовски.
4 tитули куп во кариерата има. Може ли до петата? Важилиовски и Захов. И тоа е гол! И тоа е победа на Пелистер. Пелистер е освојувач на фудбалскиот куп на Македонија. Преку пенал рулетот со 4-3. Битолчани ќе играат во квалификациите на Европа лигата. Не е победник Шкендија, секако Пелистер, кој го освојува 25-тото издание на фудбалскиот куп на Македонија. Гледате, сакаат навивачите на Пелистер да споделат радоста со своите играчи, со своите фудбалски херои. Шкендија е детронизирана. Шкендија го препушта пехарот на битолски Пелистер во финалето на македонскиот фудбалски куп. Битолчани имаат право да се радуваат сега вистинска мешаница на оној дел од трибините каде што се наоѓаат навивачите на Пелистер. Мора да се одржи регуларноста до крајот, затоа што сега следува доделувањето на пехарот во тој свечен дел. Председателот на Фудбалската федерација на Македонија Илчо Ѓоргиовски ќе го додели пехарот на битолчани, на капитенот на екипата од Битола Филип Миленковски, кој ќе има чест прв да го подигне куп трофеот, куп пехарот. Пелистер е новиот освојувач на Македонија во купот. Втора куп титула за битолчани по 2001 година. Чека